Јас сум Зоран Балов, тренер во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледаете МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Трајковски Марко, тренер на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Драгослав Андревски, тренирам во Кошаркарската лига Академија Баскет и препорачувам да гледате МТМ лига. Јас сум Ајтов Александар, тренирам во Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате најдобрата МТМ Кошаркарска лига. Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во второто издание од 6-та сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2015-2016. Во денешната емисија ќе видиме три доста квалитетни и неизвестни надпревари кои се одигра во спортската сала Македонски херои, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои го одиграа првото коло во новата сезона. Освен надпреварите, ќе можете да погледнете и стаднаната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова прво коло во генерацијата 2001-2002, а ќе ги видиме и најдобрите 5 потези од новата сезона од Јадранската АБА лига, од Кошаркарската Евролига и од NBA лигата. На крајот на емисијата ќе го најавиме и второто коло од генерацијата 2003-2004. Почитувани гледачи, останете покрај малите екрани во следните половина час, затоа што започнува 95-то издание на МТМ Кошаркарската лига. Чест да го отворат првото коло во генерацијата 2001-2002 ја имаат тимовите на Академија Баскет и Клиско Баскет. Официјални судии од Македонската кошаркарска федерација се Бисера Јакова, Марко Смејановски и Марко Марковиќ. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Тимот на Клиско Баскет стартуваше одлично и уште во првата четвртина со одлична игра и добрата реализација, за кратко време направи солидна предност. Клиско, освен во нападите, одлично играше и во одбраната, а на Академија Баскет не им дозволи премногу удари кон својот кош. Тоа резултираше со мал број на примени кошеви, а на спротивната страна добрата игра резултираше со поини изголемување на водството кое до крајот на првата четвртина стана и двоцифрено. Првата четвртина Клиско Баскет ја доби убедливо со 18:7. Во втората четвртина Академија Баскет ги консолидираше своите редови, а воедно ја подобри и реализацијата во нападот. Во оваа четвртина се играше израмната кошарка со кошеви на двете страни, па до крајот на првото полувреме Клиско Баскет ја задржа предноста од првата четвртина и на полувреме повторно ја имаше двоцифрената предност. Оваа четвртина не ја доби никој и заврши нерешено со резултат 11-11, а на семафорот Клиско Баскет имаше предност од 29-18. Во третиот дел кошаркарите на Академија Баскет, како добре да им дојде одморот и со сите сили, тргнаа да го достигнат водството на Клиско Баскет. Тие беа тимот што во оваа четвртина и можеше се одрака и немилосрдно го полнеа кошот на Клиско Баскет. Од минута во минута преноста на Клиско Баскет полека се топеше и на момент стигна и до достижни 2 поена, а Академија Баскет имаше и напад за водство.
tell me who could stop me. I'm in the zone. Competition's none in the league of my own. All about the W. I'ma bring it home. Сепак Квиско остана во преднос од 3 и во последната четвртина влезе со таа преднос од 35-32, а третата четвртина ја доби Академија Баскет со 14-6. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. I'm in the zone. I'm in the zone. The competition. Последниот период од надпреварот се претвори во вистинска бркотница по теренот. Академија Баскет го достигнуваше водството на Квиско, кои пак не дозволија и изравнување на истиот. This is what the grind make. Everybody want to shine, don't know what the shine take. You mad that I'm playing? Call it sideline. Hey, it ain't over till it's over. Разликата беше во интервалот 3-5 разлика, а Академија Баскет во моменти кога требаше да изравни правеше грешки, што беше и клучен момент на надпреварот. Квиско Баскет погоди тројка во самиот финиш и се одлепи резултатски, со што ги урна сите надежди на Академија Баскет за барем нерешен резултат. На крајот победа на Квиско Баскет со 48-41, а четвртата четвртина ја доби Квиско Баскет со 13-9. Кај победниците Квиско Баскет со 18 поени надвор беше Дамјан Јанев, 13 даде Иван Манасиевич, а 4 даде Милко Божиновски. Кај Академија Баскет 6 поени постигна Никола Ивановски, а по 5 коша имаа дури 5 кошаркари: Миле Трајковски, Виктор Мојсевски, Теодор Николовски, Јосип Палигора и Петар Софониевски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобар играч на надпреварот MVP отиде во рацете на Дамјан Јанев од тимот на Квиско Баскет. Здраво, сум Миле Трајковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Арсов Михаил, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од првото коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 2001-2002 се сретнаа тимовите на дебитантите во МТМ Кошаркарската лига, тимот на Крива Паланка и Илинден. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Првата четвртина мина во знакот на испитување на силите, а дебитантите во МТМ Кошаркарската лига покажаа солидна кошарка против стандардните учесници во лигата Илинден и во првата четвртина го имаа почетното водство минимално, но сепак солидно.
До крајот на овој период се играше изравнето, но сепак гостите ја добија со 11-7. Во вториот дел кошаркарите на Паланка уште повеќе ја подобрија играта и со серија поени само го зголемуваа своето водство. И Илинден играше подобро од стартните 10 минути, но кошаркарите на Крива Паланка со добра и тимска игра уште повеќе ја зголемија реализацијата и водството на надпреварот. До крајот на вториот дел разликата стана и двоцифрена и првиот дел заврши со резултат 29-17, а вториот дел заврши со 18-10 за Крива Паланка. Во третиот дел не се случи ништо посебно. Гостите од Паланка ја играа својата игра и од минута во минута создаваа недостижна предност за Илинден, кои имаа многу грешки во своите напади. И третиот дел заврши во полза на Крива Паланка со 14-7 и пред стартот на последниот период разликата беше 43-24, цели 19 поени предност. Последниот дел на преврат беше само формалност, а кошаркарите на Илинден не дозволија и поголема предност, па така на преврат заврши со победа на Крива Паланка од 52-35. Последниот дел припадна на Илинден со 11-9. Кај победниците Крива Паланка најдобар беше Никола Јовановски со 10 коша, по 7 дадоа Филип Петковски и Давид Митевски, а 6 коша постигна и Андри Алексовски. Кај Илинден беше најдобриот на надпреварот со постигнати 18 поени Дамјан Пендаловски, а 5 поени постигна Христијан Дюровски. Наградата од нашите пријатели Горска за најдобар играч на надпреварот MVP ја доби Антонио Стојковски од тимот на Крива Паланка. Здраво, јас сум Војан Станосов и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докузовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во третиот и последен надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Киндер Мини Баскет и ФМП Академија. Во останите 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти и од овој надпревар. I'm
Одличен интересен надпревар одигра овие два тима, посебно во првото полувреме каде се играше доста изравнето. Поени се постигнува и на двете страни, но сепак тимот на ФНП Академија беа за нијанса подобри и ја добија првата четвртина минимално со 10:8. Во вториот дел Киндер Мини Баскет немаше решение за расположените играчи на ФНП Академија, кои на најдобар можен начин ги казнуваа грешките на Киндер Мини Баскет. ФНП својата добра игра во овој период ја клини се со солидна предност која до крајот на првото полувреме стана и двоцифрена. До 12 стоеше на семафорот, а овој период им припадна на ФНП со 12:4. Во третиот дел кошаркарите на ФНП само ја зголемуваа предноста, а Киндер Мини Баскет не можеше ништо повеќе да стори во тој поглед и колку толку да ја намали разликата. Thank God, all these bottles I pop, all this paper I've been getting, all these models I pop. I done sold 100,000 for my album. Расположените кошаркари на ФНП Академија постигнаа исто толку поени како и во вториот дел и пред крајот на третиот период имаа недостижна предност од 34-17 во пресред на последната четвртина. I'm a boss, I call a shot, I'm with the murder team, call a cop, we in the building, y'all are not, you showing the paper, you gon' ball in that. Последниот период повторно мина во тотална доминација на ФНП Академија, која уште повеќе го засили темпото на игра и само ја потврди победата со уште повеќе поени на своето конто. I'm a boss. Bitch, I'm a boss. 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 I'm a boss. I play the shots. I call a call. Yeah. Hey. Got so many shades they thought I had a lazy eye. Shorty roll me smooth as my Mercedes ride. No love, cry when only babies die. And when I go, that casket better cost 100,000. I pray to God I look my killer in his eyes. Snatch his soul out his shirt, let's take him for that ride. Кошаркарите на Киндер Мини Баскет само го доиграа последниот период, последнивите само 4 поени, а примија дури 21 и тотално се откажаа од овој надпревар. ФНП Академија на крајот победи со високи 55-21. Кај победниците ФНП Академија по 8 поени најефикасни беа Виктор Созановски и Георги Докузов, а по 6 коша дадоа Дејан Ристовски, Никола Михайловски и Мартин Спирковски. Кај Киндер Мини Баскет по 6 поени дадоа Андреј Георгиевски и Божидар Гелевски. Наградата од нашите пријатели Горска ја најдобрираче на преврат MVP од изабраците на Дејан Ристовски од тимот на ФНП Академија. Јас сум Божидар Гелевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Ѓокица Ѓошевски,
тренирам во кошаркарскиот клуб Илинден, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марко Василев и тренирам во кошаркарскиот клуб Борец, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас се викам Јован Александровски, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Матеја Стеков, тренирам во кошаркарскиот клуб Квиско баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Следи рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова прво коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете ги најновите топ 5 потези во АБА лигата, Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Christina Aguilera. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba.
Worldwide. Christina Aguilera. Miss Worldwide. Christina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está arriba. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевкан. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Никола Николовски, тренер во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Гледајте МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Филип Тодоровски, тренер на кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет. Вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Почитувани гледачи, тука завршува и второто издание од шестата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2015-2016. Ние повторно се гледаме следната недела со надпреварите од нашата лига, која ексклузивно се емитува на програмата на МТМ телевизија, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2003-2004 кои ќе го одиграат второто коло. Почитувани гледачи, останете и понатаму покрај малите екрани со програмата на МТМ телевизија, а со новите кошаркарски возбудувања во МТМ Кошаркарската лига се гледаме повторно за 7 дена. Поздрав! Oye mamita, dale que la cosa está arriba.